Соседните држави ќе спасуваат Македонија со струја, зашто земјава по се изгледа го преспа периодов кога другите држави работеа на стратегија за ублажување на енергетската криза, алармира стопанството. Последна што се понуди на помош е Бугарија, која треба да не испорача струја како подкрепа на бизнисот, но тука има прашања околу цената и транспортот кои допрва треба да се решаваат. Премиерот Димитар Ковачевски, кој среди енергетска криза се растрчан из регионот, сега е во Грција, и тоа за да обезбеди поволни услови за испорака на струја. Таа од Бугарија кон Македонија ќе се испорачува преку интерконекторот во Грција, а деталите допрва ќе ги кажат работни групи и тоа наредниот период. Ковачевски од Атина најави инвеститор кој сака да гради и гасна централа во Скопје со капацитет од 200 мегавати и тоа за производство на струја. До крајот на годината може да очекуваме потпишување и на договор за изградба на овој, би рекол, најголем енергетски капацитет во регионални рамки кој што би се градел во наредните години. Но со оглед на тоа што веќе кажав дека има најава од грчки инвеститор за изградба на нова гасна централа во Скопје, тоа би значило дека и низ тој гасовод би одели и поголеми количини на гас отколку што тоа е во моментов. Покрај Бугарија на последниот самит за Западен Балкан и Србија се понуди за да ни помогне со струја и газ, но и Албанија ќе ни помага со јаглен кој ќе се користи за термоелектраните во Битола и Кичево. Инаку дотреените енергетски капацитети и инвестициите кои со години ги нема се една од причините за тоа што сме доведени до ова дередже. Ако се работело домаќински според опозицијата, немаше да бидеме во ваква зависна состојба. Струјата од соседството е добар чекор, но само ако е насочена за индустријата, вели првиот човек на неголемата стопанска комора Бранко Азески. Договор околу цена немаше. Има таму и други проблеми околу преносот што треба да се решат. Се работи за базна струја, која што нема можност да се пренесе тука, ќе треба да се користи грчкиот преносен систем или на друго место, ќе се преговара во понатамошниот тек дека се формирани работни групи за тоа. Струја има. Прашањето е дали имаме ние доволно пари да ја купиме таа струја. И енергетската криза во еден момент ќе стане економска криза. За ублажување на енергетската криза, стопанството вели дека подитно е потребен нов економски договор и свртување кон реалните проблеми, зашто кризата покрај оваа тешка година најверојатно ќе трае и до средината на следната година.